Ви благодарам на сите што дојдовте и по дождот. Најнапред сакам да упатам една порака и да се обратам до оние кои што не обвинуваат дека сме правили антибугарски протести и дека нашиве протести биле против Бугарија и против бугарскиот народ. Тоа не е така. Нашите протести воопшто не се насочени ниту против Бугарија, ниту против бугарскиот народ. Ние со бугарскиот народ сме братски народ и сакаме да живееме со него заедно во Европската Унија. Нашиве протести не се против Бугарија, уште еднаш повторувам. Нашиве протести се против човекот кој што распродаде се што е македонско. Нашите протести се против оној кој што нема ништо свето, а најсвето му се парите и кешот. Нашите протести се против оној кој што пред 2 дена си го избра за советник криминалецот осуденик Владо Бучковски, за да му биде преговарач во спорот со Бугарија. Такви луѓе на нас не ни требаат. На Македонија не и требаат луѓе кои што се лојални на туѓи држави и на туѓи интереси. На Македонија и требаат луѓе кои што се лојални на македонските интереси. Овие двајца тоа не се. Мора да направиме се за да замине Заев подитно. Заев, според мене, не го заслужува ни македонското државјанство. Тој не заслужува да се нарече македонец. Ако тој сака да прави друга нација, вештачка нација во која што ние македонците ќе сме некакви само освестени българи после 45-та година, тоа може тој да го прави за себе. Никој не му дал право тоа да го прави за нас. Ни на него, ни на Владо Бучковски. А од озгора на тоа, Владо Бучковски да изјавува дека ние македонците сме еден народ во 2 држави, меѓутоа не било моментот сега тоа да се каже. Па еве да го прашаме, па кога е моментот тоа да се каже? Ти ли ќе ни кажеш на нас? Суштината ли е проблемот или времето е проблемот? Затоа, од тука, ве повикувам сите, кои ќе ојте дома, бидејќи е корона, телефонски, да ги контактирате сите ваши пријатели, познаници, пријатели и од Социјалдемократскиот сојуз. Објасните им ги овие работи. Последно време е за Македонија. Македонија нема да има втора шанса. Ако дозволиме да се спроведе тоа што го намислил Заев, рачунајте дека Македонија ќе влезе во дезинтеграција и враќање назад нема. Ќе се создаде нова геополитичка реалност на Балканот. Ова ви го кажувам искрено и од срце. Уште еднаш ви благодарам и извинете што ве задржав на дождот. Ви благодарам.